Пардон, ве молам, со песнава неќам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ке го јадете за брзо, не ми е ни кисел. Не е заебанција, не е шала, таче е нивната дворска будала. Наталат Ајнштајн и груби Тесла, по 3 пати на ден им цица весла. Станавте политички мрши, нормално тогаш секој на фаца ке ви сврши. Бугарија и Грција во скуп ве седна, да ве прца и да ве клеца и јако ве ебна. На сотони станавте миндер кокони, на пролет во есен, лете и зиме, им шипнате минато сегашност, македонско име. Место учебници на деца делите лубриканти, кога родители се бунат за вас тропаат канти. Кажавте не на дениција и традиција, учите деца на екзактна федериција. Да не тупам, него 8 мај, на вашиот курварлук и петерлук му се гледа крај. До. Ја слушам онаа несреќена Никола Димитров, како вели дека џабе сме го смениле името на државава, од и онака немало да сме влезеле во Европската Унија. Ало! О, Гојдо! Ќукш! Па ти требаше да мислиш на тоа, да направиш анализа, да пресметаш добри и слаби страни, да видиш како ви се однесувале низ историјата тие со кои што преговаравте, именувавте име, па тогаш да донесете одлука. Нели си дипломат, мајката? Како велеше татко ти? Раката да му се исуши на тој што ќе потпише. Така велеше. Ама ти потпиша. И наместо да се спротиставиш комаш на оној муртинецон, без мозок, ти ја шитна државата за стипендија на ќеркати. Наместо ко градско дете интелектуалец да не го слушаш цркнатиот предавник од Муртино, туку да го разоткриеш, ти удри по својата држава со него. И сега се посипуеш со пепел, продаш басми, а него го заболе Стојко. Тој кога заспија наместо ко секој културен селјак да брои овци, он брои евра. И тоа во 3 тури. Една за него, една за Вицто, една за црквата. И сега немало да не примат во Европа, велиш. Аве, токмак, секаде ќе не примеа да се спротивставевте. Во НАТО беше одлучено да не примат заради Русија. Ни име, ни презиме немаше да бараат стиснати до зид. Ама си викаат, абе, кога имаме работа со будали, нека и го подудлаат малку на Грција, ке имаме зазимање од неа после. Кој сака бе на светов понижен квислинг по 100 пат, ви кажувам. Никој бе не сака квислинзи, бе, квислинзите ги презираат. Секој ги почитува луѓето од збор, на место, а не дундите кои викаат, море да ја свиткаме кичмата, знаете, да даде Господ да ви остане така свиткана, како ченгели да бидете во кичмата. А ќе дае, Боже баба, ама не забрава. Секој ќе си го добие заслуженото. Знаете, карма и за бич. И тоа бич Божи. Не може бе да правите проклети работи, да ставате луѓе по затвори, да правите гнасоти и да осудувате шофери наместо газди и се да ви помине лесно. Шо ме боле куро, ја не сум верник, не се плашам од Господ. Па кој рече дека Господ треба да враќа, бе? Не е убаво, тоа е работа на кармата. А карма ти е сосема нешто друго. Карма ти е баланс. Мора да има баланс. Не може бе да полните негативна предавничка енергија и да сакате да ви биде добро.
Тоа ви е како клозет во кој фрлате тони хартија, бинди, влошки, коса и се што, значи домашниот тоалет си го поганите и на крај тој ви се враќа. Се излива шолјата полна со фекалии низ целиот стан, пливате во гомна, се давите во гомна, јадете гомна, спиете на гомна и после пцуете. Па нема пцуење бе шутраци кога лајната се излеале да направат баланс. Баланс лајна, онако јогуртон исто. Така и сега до гуша сте во лајна. Пливате во лајна. Се што фативте, залајнивте, заговнивте. Не може веќе нормален човек да набројува се што не заговнивте. Се украдовте, луѓе испогинаа, хаос, се што фативте претворите во криминал, во смрт, во беда и јад. И меѓу вас, од најнискиот полтрон до највисокиот функционер, нема ниеден со доблест да каже: јебига, погрешивме, се упропастивме, извинете, си одиме, одма ќе одговараме, ќе лежиме затвор. Немате доблест, се надевате пак на наредните избори во некое чудо. Во Дуј. Божјата рака на Дуј, Аллаховата рака на Дуј. Кој Марадона со Божјата рака, кој им го даде, кој им го брцна на британците 86-та на светско у Мексико. Така вие од Дуј се надевате. Дека со рака ќе ви дае гол и вие ќе останете на власт. Типично за кукавици. Но не сте сите такви. Го гледам пред некој ден Максим Димитриевски вели раката да ми се исуши за некои работи што ги гласав и подпишав. Тоа е, морам да признам, прилично машко покајување. Човекот комплетно го сврта листот, се спротивства и на довчерашните другари гледајќи што прават. Секој има право да се покаја доколку покајувањето е на време. И да придонесе лајната да отпловат во канализацијата. Овие де што прелеа. Не мислев буквално, таман работа, повеќе символично. Како викаат србите, пусти воду да говна оду. И за крај да ви раскажам еден виц кој деновиве се врти во градов. Оби Џуко, покрај разните катастрофи и криминали што ги направи во МВР, издаде и 200 македонски пасоши за најголемите светски криминалци, па после ги обвини обичните службеници дека тоа го направиле без негово знаење. Па некои од тие службеници завршија во ПРДК-на. Шие му го џура. Па сега сите тие 200 криминалци побарале од МВР групно да дојдат да се сликаат за новите пасоши по вонредна постапка. Ке си плателе по 100 евра, кога веќе пред тоа платиле дебело. Сега се чека МВР да им излезе во пресрет на овие наши гастарбајтери кои го шират добриот глас за Македонија насекаде по светот. Северна и се е можно. Инаку, моментално на HBO оди серијата Вистински детектив, 3-та сезона со Џоди Фостер. Поднасловот на 3-та сезона е Ноќна земја. Студено, ладно, снег, загадена вода, рудници, корумпираност, алкохол, криминал, убиства, депресија и хаос, ремек, дело. Режисер Зоран Заев. Пардон. Не, Зоран Заев е режисер у една друга таква исто мрачна серија. Северна земја се вика таа. На мајка ви Северната.